Денес тука сме да отвориме еден прекрасен проект, а тоа е уредување на дворното место на подрачното училиште во најстарата населба Варош во градот и едно од најстарите училишта. Ова е проект на локалната самоуправа вреден 1,5 милион денари или околу 25.000 евра. Се направи оградата, се уреди дворното место, се постави кош. Тоа беше барање на сите деца кои учат во ова училиште, меѓутоа и на нивните родители од урбаната заедница Варош. Ние нема да прекинеме тука, ова училиште е комплетно внатре реновирано од надвор, уреден е дворот еве, меѓутоа наредните проекти ќе бидат до заградување во задниот дел на училиштето и секако правење на летни училници. Тоа ќе биде одма после овај проект во наредниот период. Да напоменам, ова училиште не беше реконструирано уште од далечната 1926 година, што значи не родителите, туку и бабите и дедовците од овие деца се помлади од ова училиште и замислете скоро неполн век да не се инвестира нити еден денар. Тоа беше голема обврска за нас, да во овај период комплетно се реконструира ова училиште и денес го добија еден нов урбан лик во интерес на децата, вработените, родителите кои ги пуштат овдека овие деца и представува едно од најубавите училишта на територијата на општина Прилеп. Ќе продолжиме и понатаму да инвестираме. Нареден проект секако за училиштето Блаже Коневски централното ќе биде, се надевам ќе продолжи програмата на Министерство за образование за изградба на спортски сали, која е прекината сега. Ќе бидат умни и разумни да и продолжат овие изградбата на овие спортски објекти со цел да и ова училиште влезе во програма да добие една спортска сала која ќе биде во интерес на учениците и сите спортисти од нашиот град. Претходно беа изградени 4 спортски сали, значи во основните училиште Добре Јовановски, во економското училиште, Ристерски Ричко, индустријското училиште и медицинското училиште. Наредно во програма треба да се градат спортски сали во Кире Гавриловски, Блаже Коневски и секако Кочорац. Да се заблагодарам на господинот Цане Којнарец кој во овај момент на отворањето на овој преубав проект за училиштето ни предаде документи од списанија, вестници кои што излегувале на времето, се посветени на ова најстара населба Варош, како живеела, обстојувала и како се воздигнува во една преубава, да наречам, урбана средина и градска населба. Огромна благодарност на поддршката на локалната самоуправа на општина Прилеп со градоначалникот господинот Маријан Ристевски за обезбедувањето на средствата и уредувањето на првата фаза на дворот во подрачното училиште во Варош. Првата поголема реконструкција се случи во 2013 година кога беа одделени 1.900.000 денари за комплетна внатрешна преобразба на училниците во училиштето, се намести централно парно грејење во висина од 450.000 денари. Се уреден е овој дел, значи ги поканувам сите жители на најстарата населба слободно да играат баскет кога сакаат и кога се слободни. Училиштето се врзува за еден период да обезбеди дополнителни средства, има готов проект за доуредување на дел од комплетниот целосен училишен двор, ќе оди заедно со програмата за урбанизам на локалната самоуправа со изградбата на подпорниот зид и уредување пред се на задниот дел и отворање на летни училници. Со среќа да е да се користи за здравие, за убаво, за ирлие и да сме сите здрави и живи. Благодарам уште еднаш. Во основното училиште порано Климент Охридски, сега Блаже Коневски, беше порано, кога заучивме ние 60-тите години, хаос. А додека сега е многу благодарение на градоначалникот Маријан Ристевски, кој се завети, обети и го оствари. Дојде училиштето многу убаво. И внатре уредено, средено, на турија асфалт, каде што децата само се праше, не може да се заигра ни спорт, ни народна, што викаме во времето, ни кошарка, тоа не може за тоа. И благодарение сепак на Маријан Ристевски, градоначалникот, што се тоа го направи, благодарение на локалната самоуправа и на сите кои вложија и приложија. Јас сум 85 години. Овдека беше во Варош, да ти кажам право, ќе да тече вода едно друго, бразди големи едно друго, а началникот ќе кажа Маријан го направи овдека овде му е како гледало секаде. И друго, овде после да речеме има деца, овде лежа ноќ, онда ше полно беше на натре што лежа ноќно време овдека, тема некој страшно така. И друго му запали јас мога надам. Она треба да се турно, да се исчиства.
Голема благодарност до локалната самоуправа и градоначалникот Маријан Ристевски за проектот вреден 1.000.000 денари за новата котлара која што се поврза со новата спортска сала и денес официјално се пушта во употреба овој проект со започнувањето на учебната година. Исто така благодарност за спортскиот семафор кој што така е проект на локалната самоуправа и градоначалникот Маријан Ристевски во вредност од 180.000 денари. Летниот период го искористивме да инвестираме, да наречам скоро во сите училишта, она што е најпотребно. За училиштето Добро Јовановски најпотребно беше парно грејење и поврзување, односно топла врска да се направи на училиштето со спортската сала, која што се изгради лани. Во ова училиште до сега имаме инвестирано приближно околу 1.000.000 евра инвестиции во натрешно комплетно уредување на училиштето, надворешно средување на дворот и спортска сала со гледалиште која што изнесува негде вредност околу 700.000 евра. Сите ученици кои учат во ова училиште имаат најсовремени услови за работа, имаат одличен колектив и ова училиште од секогаш било пример за соживот на македонските и ромските деца кои што живеат во населбата Тризла. Ние и понатаму ќе инвестираме во ова училиште, како што и ова последна инвестиција. Значи се направи котлара, вредност 1.000.000 денари и семафор околу 180.000 денари или вкупно некаде околу 20.000 евра се инвестира во овај летен период. Инвестирањето во образованието представува еден од најбитните капитални циклуси на инвестиции на ова локална самоуправа. До сега има инвестирано преку 12 милиони евра во сите основни средни училишта и музичкото училиште на територијата на општина Прилеп. Нашата цел беше инвестирање во образованието, бидејќи преку инвестирање во децата инвестираме во нашата иднина. Наредна инвестиција во ова училиште ќе биде инвестиција во подрачното училиште, во Центарот за војна обука. Направивме лето одредени инвестиции за спуштање на таваните, уредување на натрешниот дел, меѓутоа по капиталните проекти ќе следуваат до крајот на ова година и со тоа затвораме еден комплетен циклус на инвестиции во основното училиште Добро Јовановски. Значи денеска е првиот учебен ден од учебната 2017-2018 година. Не радува фактот што и оваа година, како и минатите години, значи бројката на првоотделенци е иста, е константна. Значи моментно имаме околу 750 првачини кои што започнуваат во нашите училишта. Се надеваме дека таа бројка ќе достигне нешто повеќе од 800 ученици. И поради тоа ја користам и оваа можност, значи на сите вработени во училиштето во името на локалната самоуправа да им го честитам почетокот на новата учебна година, и исто така посебно на првачината, значи успешна едукација во иднина и да продолжат, значи да стекнуваат нови знања во, како што спомнавме повеќе пати, во комплетно реновирани училишта. Значи имаме, можеме да се пофалиме како град Прилеп современи објекти за модерно европско образование. Сите ученици во нашиот град на првиот едуцираат што повеќе, бидејќи инвестирањето во овие мали деца значи и инвестирање во нашата иднина. Каде се практичување за првачина? Fuckame! Почитуван директоре, почитувани работени во училиштето, се сеќавате на првиот
учебен ден. Се жени и како мравки бидете вредни. Волвам кога среќен си со прсти чукнити. Кога среќен си со прсти чукнити. Колеги, почитувани родители, Родители, баби, дедовци, почеток на нова учебна година. Посакуваме добре дојде во образовниот систем на нашиот град. Andrej Čapkunovski, Kristijan Talevski, Dimitar Dičkovski, Marko Cvetkovski, Dimitar Petreski, Matej учениците, одите с нама. Ви благодарам и ви посакувам да бидете горди родители на вашите деца, а вие Почитувана директорке, почитувани... Че ги замолам директорка, учителите. Че замолам и вас, родителите, бабите. учебна година се отвора и нов Баш Грци, ако беше, че ме викал да бъдете. Го последих малце, не книма самотата цел ден само да ручите. Добре, сега с ова, колко има капацитет, ова и за салата е специално. Дворот е специјално отворањето на партерното уредување на Меѓутоа, секако голем поздрав. Каде во сите училишта и во градот и во населени, за кој никој не се грижел во минатото, не инвестира нити еден денар, што викаме по прилепски нити една шајка не се вложивте во сите училишта, стајнето на игралиштето за баскет. на Прилеп господине Маријан Ристевски, почитуван советник за Едно чупе да збереме, може? Ајде, еве тој, и едно чупе и таја, може? Ајде, да Дајте на страна, нека се фрли да кош. се приламе. Ако ќе ја вратите. Ајде. Браво, Началникот, јас сум бил Маркова Кова, има 85 години. Ајде, гледајте вам. Чекувајте. Ќе другаруваме до 9-то одделение цело време. Значи прво одделение влегувате сега во училница. Овде би се вашите наставнички. А за да се опуштите и да ви биде уште поубаво, дајте си еден громогласен аплауз. Добар ден на сите присутни. Традиција е јас како градоначалник и локалната самоуправа идиме од Варош, училиште кое што денеска доби нов двор и кошаркарско игралиште за градување на училиштето.
Почитувам градоначалник општина Прилеп, Маријан Ристевски и советник за образование господин Маријан Патракос. Училиштето до учениците представува спортот да се изградат поетични, сумни, здрави, морални личности. До декларацијата на правата на детето се рече. Дека почеток на една нова се надевам учителите, меѓутоа најпосебно за родителите. Сигурно голем дел немаат спија од Господа, меѓутоа вистина да ги разбереме сите, бидејќи со нетрпение го очекуваат првиот ден во Олимпија, продолжиме и помагаме да се движиме за вашите деца. Почитуван господин Маријан Ристевски, инфраструктурно доуредување, Почеток на нова учебна година, највозбудливиот ден за нив, навистина првиот учебен ден и градот и Република Македонија. Ние во контекст на тоа комплетно инвестиравме во ова училиште во минатиот период.